Верувам дека со нетрпение да го очекувате и овој дел, затоа што навистина ете убаво се позборувавме на различни теми, секако во овој дел ќе позборуваме на многу важни, односно ќе споделат нешто и од својот приватен живот и сето оно кое што тие професионално го работат. Застанавме со убав муабет кај тебе, Ивице, да им дадовме на гледачите да размислуваат и да одлучат до кај сте, што се со себе си. Верувам дека ќе биде добар поттик и инспирација за ете од денеска да биде тој ден Д. Да. Доволно е само по една мала работа да менуваат неделно. Не, да. Една мала. Јас ќе почнем од 1 септември, што и да треба ново и од понеделник. Од 1 септември. Да, тоа е чест одговор. Вторника тоа. Така. Или од 1 септември или од понеделник, тоа викам. Катерина, која е вашата главна мотивација да се занимавате со политика во Македонија и каков совет би им дале на младите девојки кои сакаате да тргнете по вашите стапки во политиката? Па да се занимавам со политика во Македонија, најголем мотив ми беше Македонија. Да, љубовта сигурно кон земјата. Љубовта кон земјата, растав едно време што сега не би сакала да зборувам убави теми, весели имаме. Каде што требаш или да гледам, да слушам, или да делувам и да бидам, да се активирам каде што се одлучува. Како што кажа, сум била пред тоа нормално долги години во позадина, од 18 години сум вклучена во политиката. Но во меѓувреме сум работела професионално и други работи и многу сум сакала да работам со луѓе. Така. И секогаш сум барала правда. И секогаш сум била најгласна во друштвото за таа правда, што никогаш не е убава. На крај, нели, по дебелиот што викаат крај го јадеш ти, ама на крај мислам дека се исплате, зашто сега со оваа власт, да кажам, кога дојдовме, гледам дека стварно има, знам дека е тешко, да не испадне се дека фалам, други теми имаме и дека, нели, треба многу работа и труд. Абсолютно. Тешко е, да, ама луѓето мислам дека ценат и кога ќе гледаат дека искрено се работи, дека секој ден сте тука, се дава отчетност, транспарентни сме, гледаат дека има градежна офанзива секаде, дека се трудиме за повисоки пензии, плати и така натака. И тоа ми дава најголема мотивација да продолжам напред. Так. Да, што го кажат целиот тим на ВМРО-ДПМН е владата, собранието, нели сите други институции. Морам само да ве прашам, извинете, со која мерка до сега сте најгорди? Многу мерки има што сме години. Добро, имаме време до 10:30, смислово. Има, како што кажа, покачување на платите во образованието и здравството, покачување на пензиите, само што дојдовме покачавме пензијата, после има што уште едно покачување, 7.000 денари вкупно, ако се двајца доаѓа како една цела пензија дополнително. Сега се прават калкулации нели за дополнителни покачувања на пензиите. Така е, утрово тоа беше тема со гледачите. Се работи на секаде, се градат автопати. Морам да кажам дека не беа задоволни од процентите. Мислам дека не секогаш нема. Не беа задоволни од 7.000, ама после тоа, да, се ги време, пред тоа воопшто не беше покачена платата. Се надевам дека ќе понатака како поминува времето, самите и гледачите, народот ќе усетат на своја кожа. Са не знам што било подобро, дали пред тоа кога ги немале тие средства или сега знаеме како беше. Не, во однос на процентите, дека не требало 3, требало 6 и така натаму, да. Секогаш ќе биде и повеќе, се надеваме дека ние Затоа што некои што имаат минимални пензии. Јас кажувам на многу длабока дупка и нели се само кога ќе посадите семе, кога ќе треба да изникне да го видите, треба време, работа, нели. Така да. Труд и љубов во тоа што го работите, да, и се надевам дека ќе биде повисока пензијата и се нели останато како што кажа, се градат автопатите што беа застанати години и години. Има многу проекти, секој ден можете да видите дека имаме отчет, пресови и така натака. Така, кога сме кај финансиските конструкции, автомобилизмот е еден од најскапите спортови во светот. Колку е тешко во Македонија да се затвори таква една финансиска конструкција за да се биде компетитивен на европско ниво и светско ниво? Најголемата борба можеби во мојата кариера е токму тоа, обезбедување на средства потребни за адекватно да настапувате на овој ранг на преварување, на највисокиот ранг кој што е во Европа. Дефинитивно тоа е борба која што трае и уште. Колку државата застанува зад тебе? Па
секогаш имало дел кога државата застанува позади одредени спортисти кои што навистина ја представуваат оваа држава онака како што треба. За жал во Македонија сме мал број на спортисти, зборам индивидуалци кои што навистина ја представуваат и не знам, мислам дека треба да се направи една државна стратегија, Министерството за спорт во однос на спортистите кои што навистина се докажале во нивните спортови и да им го трне малце оној терет кој што е потребен за да може да учествуваат, да се припремаат, да се подготвуваат. И да представуваат нашата земја. Има навистина во моментов, морам да кажам дека навистина помага Министерството за спорт, но не онолку колку што треба. Можеби е затоа што е финансиската ситуација во државава онаква како што е, но дефинитивно мислам дека треба да се насочат код младите претежно спортисти кои што ќе бидат репрезенти на оваа држава. А во мојот спорт навистина е борба. Секој би барал средства за себе, ти велиш нека се одделат за младите. Јас сум го направил тоа што е 3 европски титули, сите толку пехари, толку освоени подиуми во Европа навистина, што би возел уште неколку сезони, не знам колку, но дефинитивно не можам да возам. Би сакал да им направам еден пат на младите, оние кои што сакаат да се бават со овој спорт и кои што навистина го сакаат овој спорт, да може да имаат услови кои што би биле многу подобри од она што сум го имал кога сум почнувал. И мислам дека треба сите да се заложиме за секој оној спортист кој што е репрезент и во уметноста и на било кое поле, да навистина ги поддржиме тие луѓе, бидејќи навистина заслужуваат и тоа е одликата на една држава. Така, но сепак иџе вашиот Игор Стефановски рейсинг тим секогаш изгледа безпрекорно и светски. Колку луѓе се грижат за возилото за време на една трка? Како што кажав, 25 години, доволно искуство собрано да навистина парираме на европските тимови, големите тимови кои што се меѓу најдобрите во Европа. Колку луѓе ти имаат? Тоа се ресурси, нивните ресурси се навистина големи. Видете, покрај секој возач имате приватен, тоа е тим кој што доаѓаат физиотерапевти, доаѓаат психолози. Навистина на тие трки прават еден обраш помеѓу сите тие надпреварувачи да не може да им пристапите, да ги сочуваат во тие моменти психички, ментално да бидат појаки, да не може да делувате на ниеден сегмент околу нив. За жал, ја тоа не сум го имал никогаш. Колку бројите твој? Мојот тим на кружните трки беше од 12 до 15 луѓе, сега моментално е на 6 до 7 луѓе на овие надпревари, бидејќи нема потреба од толку луѓе, но видете, тоа се луѓе кои што навистина ме знаат, тоа се пред се мои пријатели, луѓе кои што имам доверба, се сум модел и сам. Значи на почетоците кога ги освоив тие европски титули 2014-2015, навистина немав ресурси, одев сам, спие во комбе, немав средства за хотели. Многу нашите спортисти имаат врвни резултати, одат често пати. Многу е интересно, сега прв пат ја кажам кај вас, значи е подготвена книга за мене, спремна е веќе, се надевам дека следниот месец ќе биде промоција, планираме, каде што е буквално кажана целата моја целата вистина. Гола вистина. Се вика помеѓу асфалтот и тишината, така да еден убав проект напишан од Владимир Ковачевски, човек кој што нема врска со трките, нема врска со тоа. Тоа е мој прв братучет кој што е сосема друга личност од друг свет, но едно прекрасно издание, навистина, и мислам дека ќе биде мотив за секој еден граѓанин во оваа држава, посебно за младите, бидејќи ни се она што е поминато, како треба да се издржат моментите како спортист и кога имате и кога немате, а да бидете успешни. Браво. Така. Чекаме покана за промоција. Дефинитивно. Сега, пред да ги погледнеме сликите, ја би сакала уште едно прашање, Ивица, да прашам, моментално е многу актуелна темата за холистичкиот пристап и исхраната кај автоимуните болести. Колку правилната исхрана може да биде лек, а не само средство за слабење? Здравиот начин на живот, вклучувајќи здрава исхрана и соодветна физичка активност, е лек на многу болести. Претходно кажав за време на паузата дека на рекламите нашето тело има капацитет за селф-хилинг, доколку му се постави правилниот начин на живот. За самолечење. Самолечење, така.
Во однос на автоимуните болести, исте пристапот. Сум имал не еден, многу клиенти. Со една клиентка гостував на телевизија што имаше автоимуна болест. Таа имаше проблеми со отоци и лимфа. Го решивме проблемот што таа го немаше решено 10 години. Значи, постои начин на кој вие може да си го подобрите квалитетот на вашето живење. Дали вие целосно, делумно, значително или незначително ќе го решите, зависи од вас. Важно е да го поставите правилниот начин на живот. Што вас индивидуално ви одговара? Дали наутро кога ќе станете ќе биде само вода, дали ќе биде вода и лимон, дали ќе биде вода, лимон и сода, дали ќе биде вода, лимон, сода и ѓумбир или ќе биде кафе и цигара. Не знам, и чоколадце може. И сега ти, ако одбереш кафе, цигара или чоколадце или салатичка со ракиичка, татко ми, например, салатичка и една-две жолти. Мајка ми, допред да фати рак, беше кафе, 2 до 3 цигари. Да, и таа е преживеано драк на вели дробови. Жива е колку што е жив првиот мој син во исто ден операција мајка ми, неуспешна и ми се роди синот. Значи, животот е многу во пат. Кој како ќе одбере да го живее? Така. Секој си одбира за себе. Така да, одговорот за автоимуните болести, да, има решение. Решението сте вие. Вашиот начин на живот. Како ќе живеете? Да, добро. Ајде од Риша да ги замолам да ги погледаме фотографиите од да започнеме со Катерина. Може за сликите да одиме. Можеме за сликите. Одиме сите на вежбања после. Да. Повелете. Да. Да, ова се вашите. Ова, нели, октомври е месец на карцином на дојка. И откако сум председателка на Унија на жени и пред тоа, нели, и сите што сме председателки на Унијата жени на ВМРО-ДПМН не го значуваме тој ден. Ова стрикно во нашата општина. Јас како председателка и моите, нели, членки сме прошлата година во октомври месец направивме балунчиња, се собравме во голем број, доаѓаа и случајни минувачи, да подарувавме балунчиња, пораки, розови марами, а исто така имавме пораки, нели, закачувавме. Тоа е еден настан каде што ги потсетуваме луѓето дека треба, нели, сите да направат жените контрола, исто така и мажите. Точно века мажите да се направат контрола. Одлична фотографија. А ова е мојата свадба, да. Не очекував вакви приватни фотографии, браво. Ова е 2015 година, уствари, да, мојата свадба, ова супругот, еден... Вашата поддршка. Немам што да кажам, мојата поддршка. Ова значаен момент во животот. Да, значаен момент, точно. Ова е моја блиска пријателка и сега можам да кажам дека во партија може да се најдат вистински пријатели. Ние пред 20 години ми се зачини веќе дека има, кога се запознавме заедно на партиска активност и од тогаш полека, нели, го градевме пријателството и сега сум и веќе истара сватеца, она суват на така. Да, ептено ова сакам да кажам дека е Стрит фуд фестивал прошлата година се организираше во општина Аеродром за година гости до 8 да ги поканам сите гледачи дека може да имаме гости ние ќе бидеме ќе бидете таму, ќе бидеме заедно, беше многу убаво. Да, музика и храна, така да. Убава традиција има и здрави салати да ни накара. Да. Има и по никој бургерче сигурно, да, мора да има баланс. Да. Месо може. А ова е гордоста на Аеродром, бренд Фемили Аеродром, Инзата Скопје. Ја исто од дето одам до основно образование, уште кога беше викавме мала лименка плава. Сега имаме више сала, ја на Сандански голема, нижиме титули безброј. Ова не е од оваа година, зашто немав можност, не бев тука, од ланската година кога земавме титулата. И тоа е аеродромски бренд ние Инзата Скопје. Ова му организирав 40 години родендан на супругот и ова сме најблиски, току на малку специфичен и сака вакви работи, од го преживеавме и ова кој ги вида. Не сака изненадување, сакам да кажам, не дека не ги сака пријателите. Значи интроверт. Да, тука ни се најблиските, од кои сестра ми, зет ми, или другарки, мои другари. Да, епта најблиски. Баш убаво изненадување.
За 8 март исто Унијата на жени, да, организирам од кога сум председателка секоја година на возрастните жени што нели биле први во Унијата на жени, им даваме по една роза и на честитка или некој што символично за да се израдуваат, а ова на случајни минувачки не са аеродром делиме, вака да ги насмееме, да им посакаме, нели да знаат дека не е само 8 март за жената. Да, туку е секој ден со такви некои пораки, им делиме рози, после се седнуваме на по едно кафе. Секој ден се убав ден. Да. Така тоа ни стана една традиција. Ова е за 1 септември. Исто организиравме собирање на училишен прибор и секоја година го правиме тоа, ќе го направиме оваа година, ама на поразличен начин. Некои години ги носиме нели на семејства самите што се пријавуваат, по нели населените места каде што се жените се прошуваат, имаме луѓе каде што се социјални случаи, им делиме училишен прибор. Ја прошлата година го многу собравме и на хуманитарната организација Свети Спас на Мотоцоливер и он подели каде што е најпотребно. Да, тоа е наш пријател. Често доаѓа и во нашата студија и ги споделуваме сите акции, да. А ова 17 години роден ден на мајка ми и татко ми, ние се во ист месец, ама така го направивме заедно. Да. Ова е син ми, внуците, сестра ми, пак сопругот, така. Добро, следно. Еве. Да. Ова во Охрид. Отидовме, го памтам, ја сакам многу сликава, поради тоа што често одиме во Охрид, ја и сопругот започнавме нашата љубовна врска во Охрид. Да, баш бој да, и секоја година одиме исто така во Охрид и Да, немам што кажам, мислам се гледа на сликата. Да, не, па добро, тоа е местото да палам, да. Ке рече што е ова. Треба, па да слушам. Ке мисли нешто сум сгрешила. Сега се извинувате. Да, ова кога не представува кандидатка за пратеничка кога бев, ова се исто кандидати за пратеница од изборна единица 1, сите знаеме доктор Синиша, така е, директор 8 септември, тој ни е пријател, ова е исто Александра која влезе подоцна нели како пратеничка. Ја поканивме, само да ви кажам, сака да има резултати па да дојде во студио. Златна Александра. Марија ни беше. Да, Марија ни е сега е новоизбрана председателка на Унијата на жени, нели, потпарол на незиното. Она кога излезе од собрание, влегов јас. Да? Да. Да, така да ова ми е една драга фотографија. Да, одлично, супер. Да. Многу зелено. Многу зелена. Ова се моите две најдобри другарки. Со едната од прво оделение сме во клупата, другата живееш ја на 9 и на 8. Сега сме кумови старосвати едни со други меѓу себе измешано и ова се нашите дечиња. Добро. Ајде ќе одиме со фотографиите ниже, но пред да одиме, како е возможно да речеме она кое што сакав да те прашам и претходно е во однос, прочитав некаде дека имаш изјавено во едно интервју дека се плашиш кога си сопатник. Да. Како е може еден трикратни европски шампион не да може. чувствува страф на солозешко седиште. Имам страф од брзина, не знам како, но кога да, ама кога не си ти, да, кога не сум јас, кога не возиш ти. Воланот, навистина ми е страф. Така. И сум човек кој што сака да не може да поднесе брзина дефинитивно. Значи или возиш ти или никој не те вози. Не возат, да, но во нормала. Не би можел да седнам како ете сопатник да ме вози некој со поголема брзина или да. Добро. Одиме со фотографиите. Ета поддршката. Сопругата, ќерката и синот, ова е баш сега на представување на новиот автомобил на Водно, кога направивме првите километри, еден промотест. Така да навистина сум им благодарен на нив. Тие ми се луѓе кои што навистина ми се мотив и за све ова што правим. Така си. Сигурно. Ја разбираат тежината на спортот, ја разбираат тежината на животот и сум навистина благодарен бидејќи пред се за децата, навистина се деца кои што не сакаат да се експонираат дека татко им вози Ферари или не знам навистина сум скромни. Да. Па нема на кого. И ти сопругата сте навистина многу чест скромни. што ете така.
Дали може би некој од нив сака да води по твоите Да, стапки? Олег сака, ама не може. Јас сум оној кој што држи некој баланс да уште не почне во тој спорт, бидејќи не само што е тежок, него и е навистина опасен. Да, со сопругата Емилија, тоа е периоди кога сме заедно, навистина се Па така да те видиме и надвор од автомобилот сега. Мали периоди, бидејќи навистина кога е време на трките сум одсутен од државата и ете кога може доаѓа и она со мене на овие надпревари на трки, но ретко. Емче е прекрасна навистина, која познава знае. Ова е слика 2014, мислам, година. Ова е во Словенија после извојувана победа. Заедно сум со човекот кој што е исто европски шампион неколку пати, меѓутоа во друга категорија. Интересно е што токму со овој прототип ќе биде еден од моите конкуренти на овие патеки. Сега во Словенија? Да, не во Словенија, не он вози италијанско првенство само, но ќе се најдеме на италијанските патеки дефинитивно и човекот што навистина има поставено голема трага во овие ридско-брзински надпревари и навистина ќе ми биде чест и мило, ете и гордост да се надпреварувам против овој голем шампион. Ова се слики направени сега пред недела дена, кога бев во Италија, бев кај него да го подготви новиот автомобил, да размениме мислење. Да, легендарниот Симоне Фаџоли, да, бидејќи навистина ми се потребни информации, апсолутно ова ќе биде едно ново поглавје за мене со овој прототип. И навистина почнувам од нула, апсолутно не знам ништо околу автомобилот, немам никакви информации ни како да се подеси ни ништо, но ќе биде предизвик, дефинитивно. Колку значите поддршката такви светски имиња? Многу. Ретко да најдете човек кој што ќе ви даде информации за све, поготово човек кој што ќе ви биде конкурент на патеката. Навистина затоа ја кажувам големината на овој човек, бидејќи ретко кој може да ви даде, бидејќи тоа се вложени безброј средства, ресурси, време да ги добие сите тие информации. Навистина се од многу голема корист, но дефинитивно сум горд што навистина ме препознава како човек кој што заслужува да ги добие тие сите информации, бидејќи навистина сум оставил голем впечаток кај него. Еве го, ова кое го спомнавме. Да, ова е случка која што беше со Ферарито оваа година, трката во Чешка. Па дури професионална фотографија. Излетување, да, има и снимка од истата позиција, излетување на патеката. Интересно е што после овој удар, после ово оштетување продолжив одмар, воопшто не ни застанав. Тоа, не знам, она што го викам, мора да размислувате во делот или едитинка, дали ќе продолжите или ќе застанете и ќе излезете автомобилот. Да, но моментот со опасност во тој момент? Да, дефинитивно, видите, после ваков удар не знаете воопшто ни дали е возилото така е во каква состојба е, треба да е, а продолжувате да возите уште некои си 2 километра со брзини од преку 190 километри на час. Еве како ги полни батериите. Да, ова е сега неколку дена одмор, за жал морам да кажам дека многу краток период во мојата кариера, 2 пати сме биле во одмор период. Да, во последниве 10 години со семејството, бидејќи навистина класичен одмор, нека баш да одморите. И ова е книгата која што ви спомнав, веќе од штампана првиот пример. Па ја знаев, за тоа ја ставив. Верче има некои информации. Така, малце ете да си ги вратам мисли. Мора да биде ексклузивно кај нас, знаеш. Да. Еден од подиумите, трка во Германија, мислам, ова е трка после ударот во Чешка, одма доаѓаше трка во Германија и сум навистина горд бидејќи со таков автомобил оштетен, немавме доволно нити време, нити ресурси да го поправиме и успеав да обезбедам подиум на втората позиција. Тоа е тој победнички мајндсет. Не знам некојаш дали е добро или не, но... Па еве резултат. Да. Резултат, вие го гледате резултатот и подиумот, оно што се дешава позадина е навистина тешко. Затоа на синот му велиш сега не, почекај малку. Гледаш како е од другата страна. Дефинитивно е тежок пат од успехот. Кој сака нека каже да
ова се луѓе, не знам, луѓе кои што доаѓаат во Германија, наши луѓе, многу сум им благодарен и ми навистина ми е мило бидејќи на сите трки каде што настапувам се, ќе дојдат поддршка даваат. Повеќе македонци доаѓаат и нашата диаспора дефинитивно да, поготово во Швајцарија. Во Швајцарија навистина доаѓаат, не знам, можеби 400-500 луѓе наши се организираат и навистина таа поддршка ми значи многу. Како не? Браво. Тоа е најголемиот успех што може да го добие, мислам да го постигне некој спортист, кога ќе добие поддршката од сопствениот народ, од луѓето околу него, тоа е успех кој што нема цена. Како изгледа возилото после ударот, оној во Чешка, дефинитивно успеавме колку може да го санираме, да се гледа, спаси. ја не можам да приметам дека ја возила, добро сега фотографија. Дефинитивно е многу оштетено, да, и предниот и задниот дел, така да. Добро за тоа вака страница. Со знамето. Браво. Подиум на некоја од трките, што знам, има безбројно вистина. Мислам дека имам околу 140, има статистиката во книгата, 130-140 подиуми освоени, да, од кои 83 се први места, што е навистина една бројка интересна за автомобилизмот, да. Особено за Македонија. Еве она што го кажував, ова е трка направена во Чешка и ова е само еден дел од луѓето кои што се дојдени на оваа трка, другите беа горе на самата стаза, не можеа, но навистина бројката навистина е мотив за настап на таа трка. Да. И поддршката која што даваат, браво. Дефинитивно. Добро. Отец Михаил, дефинитивно, секогаш пред секоја трка одам кај него, да сакам малце со молитва со тие работи, да ми ги скроти оние мисли, све што доаѓа, сите оние предизвици кои што ми доаѓаат, така да... Со Господ напред. Дефинитивно, да. Ово исто така. Ова се луѓе во Германија, да, слики кои што се... Ете, убаво. Наши луѓе кои што живеат таму, кои што доаѓаат на трките да те гледат, да дадат поддршка на Македонија. Добро. Беше и постигнато баш убави фотографии, супер. Да, одиме и со фотографиите на Ивица. Повели. Еве го, најважниот дел семејството, Ивица. Тоа се јас ги викам двајца индијанци или бандити. Грегори и Агатон, како да кажам, Иđe Преска каже еден момент, вика, не знам дали син ми сака да оди по моите стапки, бидејќи е премногу ризично. Тука јас се борам со тоа како би делувал на таа сфера со моите дечиња, бидејќи ако не му дозволам да ги прават грешките што ги правев јас во мојот живот, што ќе направам од нив, не знам. Тоа сами да научат. Тоа секојдневно гледам како одредени бизнисмени не му дозволуваат на нивните деца да прават ништо и стануваат нажалост тоа што не треба. А ова сум јас како вежбам, правам тренинг, ето тука. Ова во канцеларија на работа. Да, во канцеларија, така е. Лабаво нешто, лабаво со пенкалата. Инаку да, јас идам канцеларија, секој ден поминувам во канцеларија. Многу малку луѓе тоа го веруваат, но повеќе од времето јас сум пред компјутера, тоа е секој ден 6 до 7 сати ефективни секој утро, од кај 8 сат, како што кажав, до 1 часот или до 2 часа. Секоја божја ден, 8 петок. Петок е... Да, секако треба да се одговори. Петок е ден за мене и ја обично петок ми е крстен self-care ден, каде што правам работи сам за себе, за како машко здравје, значи машки работи, природно подкрепање на природен тестостерон со некои мои работи и така натаму. Да. Ова е во Шпанија, Аликанте, освоив прв македонец што освои злато на Мистер Олимпија Аматер. Едно од чек-листата што ми беше ставено, го освоив, тука бев со мојата сопруга, заедно, таа ме мачкаше со боја, таа ме корекираше за некои делови, како што кажавме, нели, тоа е, ако го немаш дома, џабе. Значи, тоа е број еден. Едно од најголемите искуства во животот ми ова, бев на претходно европски шампион и вице-шампион на Европа во 2023, но ова е над тие стандарди, над тие класи, да го ставам така, и луѓето со кои си рамо до рамо, првен се чувствуваш гордо што си таму, а потоа се остана. И животно искуство. Секоја победа ме научила на огромно животно искуство. Кое што го носи. Да, бидејќи со многу пати кога
ние остваруваме резултати, сме проблем за средината, бидејќи ја покажуваме нивната неуспешност, а тие што биле до нас ги правиме помалку успешни со нашите резултати и тоа многу пати ствара проблеми. Меѓутоа твоето обкружување треба да расте заедно со тебе и да се гордее со твоите успеси, а не да останат на истиот левел. Тука е проблемот. Обкружувањето најчесто не расте, туку ти најчесто го напушташ обкружувањето. И одиш во други кругови каде што се на друга фреквенција. И тоа е дел од животот. Тоа е дел од животот. Да, обично јас тоа го објаснувам со една ракета. Ракетата кога лета нагоре има многу делови за да летне, потоа како оде во одредени сфери во вселената, многу делови отпаѓаат, не дека тие не се добри, но едноставно не може да го поднесат притискот како одиш нагоре. Така да многу лекции денеска. Ова е инспиративен е, Ивица. Да. Тоа ми е работа, значи. Мотивација, инспирација. Да, ова е после над преворот некоја слика за да имам на Инстаграм што да ставам. Ако не ги зачуваме сликите, дека не сум во форма. Не, ова е како ова е за на Инстаграм. Да, и ова е дека цело време не шетам гол, да. Обично луѓето мислат дека цело време јас сум гол и така не бе, знам да се облечам, ево облече сум се. Не сум цело време гол, обично на плажа. Чекај се овие панталони, која нога подобро? Па сега се зумира, веќе видиме, ама ништо не се забележува. Ништо е, па тоа, знаеш како, една работа да ви кажам, јас тоа што го забележам, што ќе можам да го забележам кај еден човек во деталите. Никој, мислам, многу малку луѓе тоа може да го забележат. Бидејќи јас сум перфекционист во делокругот на како изгледам и во делокругот на средината. Ако јас судам на секој човек што ќе го видам, многу е лошо. Па затоа така се допуштам и слободно зборам со тебе, знам дека нормално. Јас не замерувам за вакви работи. Баш кај вистината. Нема бегање, вистината, да. Знаеш како, јас сум човек што ја сака вистината, каква и да е. Така е. Подобро вистината е подобро од секоја. Тоа е, нема бегање од тоа. Така ќе научиме како треба. Исто и ова е тренд за Инстаграм. За Инстаграм мора да се мотивираат. Ова за медиумите. Ова е за на телевизија, да. И да си имам нешто у моите приватни сликички. Па се разбира. Се надам дека ќе испринтам нешто. Да, може да испечатиш, не е лошо идеја. Треба и плакат некој да се направи. направи. Исто на Мистер Олимпија Аматер, друга категорија, каде што бев трето место. Тоа е бодибилдинг 90 кг, до 90 кг, не, бодибилдинг тешка категорија, 90 плюс килограми. Ова што бев злато е класик бодибилдинг, каде што килажите и висината се определуваат и тоа е во мастер. Значи сите таму се над 40 години. Значи да бидеш најдобар во најдобрите, да кажам, ете така. Исто за Инстаграм сликичка со двата медали. Значи на Инстаграм си активен. Па тоа ми е главната платформа за работа. Ето така. Сите трансформации таму ги објавуваш од твоите клиенти, да, веќе бројката наближува на 1000 објавени трансформации, вистински луѓе. Тоа е бројка што се гордеам со неа, а објавени, а не објавени. Да. Значи од сите сфери на луѓе, дали било некоја селце во Македонија што прв пат сум слушнал, дали биле до одредени доктори, одредени политичари и така натаму. Еден амбасадор македонски го ослови в 45 кг. Во Германија беше. 45 кг, да. Браво. Да, секоја трансформација на вистина има доста луѓе. На луѓето кои што им ја правиш. Знаеш како мене мотивот во работата нема е да му помогнам. Значи сега вера мене нема да ми биде мотив да работам со неа. Зашто? Бидејќи таа е перфектна, немаш со да се сработи. Затоа ја земав неа малку каква цел ќе ти поставам. Сама. Бидејќи вера е совршена. Сега од неа да направиме нешто уште подобро. Значи, окей, вака. Ќе му дадам предност на тој што има сериозен здравствен проблем, за да му го разубавам животот. Неже животот ти е прекрасен, ама таа сака уште повеќе. Па нека се боре сам. Верчето, те испофали. Јас само кажав дека нема да работам со неа. Значи може со мене ќе работи, окей. Ти имаш автоимуна болест, значи може да работиме со тебе. Значи може фризура ќе имам следниот пат. Тоа ти само ти си одлучиш. Ја имам можност за коса, но ја правам како твојата слична. Така да само си одлучиш за фризура. Пери носи фризура, летно време нема подобро. Слушай, нема по незамарено. Така да предизвик ми е, знаеш како кога луѓето се осеќаат дека немаат решение во животот, дека тоа е готово. Има случај сега еден секој пат има. Поздрав до Драгиша од Битола, Драгиш од Битола минус 46 кг, значи неговиот другар го знам, пријател, значи ослови со бајпас на желудник, скратување на желудник. Кај мене дојди преку една водителка на емисија, значи прикажам, викам овој човек ќе биде полесно да оди на таа операција, бидејќи и покрај тоа што тие операции не се
едноставни последиците не се едноставни, значи да не зборам бројки колку после тоа случуваат компликации, да не ги плашам другите луѓе. Тука ќе мора да го прекратиме разговор. Немавме време ни за играта. Веќе неколку пати не стигнавме ни прашање, ништо со тоа. Почнува ни гледате, пак ни дојдат, пак имаме разговор секако. Да ви се заблагодарам што ни бевте гости, да ви посакам успех на сите она кои што го работите, да се гледаме секако за убави работи.